Повеќе нема дилеми. Домот за пензионери во Кочани ќе се гради. Целокупното идејно решение за градба на домот денеска му беше предадено на председателот на Сдруженијето на пензионерите на Кочани, господинот Ѓорги Серафимов. Проектот за дом за пензионери е проектиран со капацитет од 156 лица, односно проектиран е со капацитет од 66 двокреветни соби, 12 еднокреветни соби и 6 апартмани, со сите потребни пратечки простори кои се неопходни за еден таков објект кој што треба да биде објект за живење на стари и изнемоштени лица. Освен стамбените простори, проектирани се простори за дневен боравок, за слободни активности на пензионерите, како и ресторан со кујна и медицински пратечки простори. Исто така проектирани се и сите потребни технички простори за одржување на објектот и подземни гаражи според законските прописи. Просторот беше доволен и според зададената проектна програма и зададениот баран капацитет кој требаше ние да го задоволиме со нашата проектна документација, сето барано е задоволено и објектот како таков ги е проектиран со сите законски и потребни простори и капацитети и со големини на простори, така што може реално со неговата изградба да одговори на потребите на неговите идни станари. Во името на работната група формирана од страна на Сдруженијето на пензионерите Кочани, архитект Александар Гицов изјави: Тие направија напор и подготвија една безпрекорна техничка документација која ни е донесена во форма така како што налага законот и така како што ние очекувавме од однапред одбраната фирма за да ги изготви бараните и квалитетни податоци. Сега бевме сведоци при отварањето и утврдувањето на содржината на проектот, кај што освен бројот на копиите кој што ни е доставен, ги имаме и сите ревидирани, посебно по фази оценки, кај што може само да кажам дека се работи за високо квалитетно оценети технички податоци и во делот на фазите, а во делот и на архитектурата немам повеќе да зборувам заради тоа што оставено е и останата е во целина идејата која цело време ја очекувавме од квалитетната креација на проектантот Тимев. Со ова се симнати сите дилеми околу изградбата на домот за пензионери во Кочани и додека во јавноста се шира информации за наводна идеја само на хартија, реалноста и подготвениот идеен проект го кажуваат спротивното. Домот за пензионери во Кочани се очекува да започне со градба наредната година.